Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Родителите на загинатите во дискотеката Пулс денешниот марш на ангелите на место во Кочани го одржаа во Скопје. Добија огромна поддршка од граѓаните и заеднички побараа правда за 63 жртви од пожарот во Кочанската дискотека. Идната недела во среда за случајот Пулс на обвинителна клупа треба да седнат 35 физички и 3 правни лица. Правда за Кочани! Правда за Кочани! Марш на ангелите во Скопје. Родителите на децата чии живот изгаснаа во Кочанската дискотека денеска маршираа по улиците на главниот град. Се собраа на плоштадот Македонија. По 3-минутниот молк продолжија кон собранието, а маршот го завршија пред кривичниот суд. Не сакам да имам гнев кон никого, но ме принудија луѓе да не можам да живеам, ниту јас, ниту тие што се околе мене. Не е ова живот, не е ова среќа, ова е луѓе болка, ова е луѓе трагедија која што не уништи нас. На маршот присуствуваше и сопругата на починатиот Андреј од ДНК. Во своето обраќање пред собранието, повика и пратениците да се вклучат во расветлување на случајот. Предлага формирање на надзорна и анкетна комисија за да се утврди што ја предизвикало трагедијата. Бараме да се утврди вистината. Каде се случиле пропустите? Кој не реагирал? Ние не бараме сочувство. Тоа не ги враќа за жал нашите најмили и не може да ни избрише болката. Барам институционална вистина, фер постапка и гаранција дека уште едно семејство нема да се разбуди во ноќта која што ние преживеавме. Маршот на ангелите заврши пред кривичниот суд. Родителите директно им се обратија на судиите, тие да ја обезбедат правдата и како што потенцираа да ја вратат довербата во системот. Очекуваат транспарентен судски процес кој ќе ја утврди вистината за пожарот. Нашите најмили не се меѓу нас, но нивната судбина не смее да биде заборавена, ниту скриена за институционални пропусти, интереси или политички пресметки. Бараме судење без одлагање, без притисоци, без прикривање на докази, без селективност. Бараме да се слушне секој факт и да се утврди секоја одговорност, колку и да е непријатна. Судот мора да обезбеди јавна, ефикасна и непристрасна постапка, а институциите да постапат по највисока одговорност. Да нема заштитени, да нема притисоци, да нема политички калкулации. Маршот се случува неколку денови пред почеток на судењето закажано за среда. На обвинителна клупа ќе седнат 35 физички лица и 3 фирми. Обвинети се за тешки дела против општата сигурност за пожарот во Пулс, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Сапорт Кочани информираше дека ја реализирале четвртата пратка компресивна облека вредна 452.537 денари за повредените од пожарот во Кочани. Новата пратка, која веќе е доставена до општата болница во Кочани, представува значаен чекор во обезбедувањето, континуирана терапија и квалитетна рехабилитација, велат во известувањето до јавноста. Овој циклус на донација опфаќа 44 парчиња компресивна облека изработени по индивидуални мерки за 14 пациенти. Средствата се обезбедени исклучиво преку донации од граѓани, компании и поддржувачи од земјата и странство. Поддршката што ја добиваме од заедницата ни овозможува континуирано да им помагаме на засегнатите и да обезбедиме навремена медицинска опрема, истакнуваат од Сапорт Кочани. Граѓаните се поделени по одлуката на градот Скопје за воведување на забрана за фрлање на ѓубре. Од понеделник скопјани не смеат да ги полнат контењерите од 22 часот навечер до 6 часот наутро. Доколку не ја почитуваат забраната, ќе треба да платат казна од 50 евра. Новиот директор на комунална хигиена вели дека ова е времена мерка за да видат дали ќе има ефект.
Казна ќе добие секој кој од понеделник ја прекрши мерката и ќе одлага отпад по 22 часот. Прекршокот ќе ги чини скопјани 50 евра, додека за правни лица казните се од 1300 до 1800 евра, но може да биде и повисока во зависност од типот на отпад. Граѓаните се со поделени мислења за одлуката на град Скопје. Едни сметаат дека мерката нема да донесе никаков ефект, други пак велат треба да се следат примерите од Европа, но пред се фокусот да биде во насока на подигање на свеста за селектирање на отпадот. Ми нема никаква логика тоа. Мислам, не разбирам зашто. Ама да сепак треба нели да се селектира како што треба да се фрла, за тоа да. Па не мислам дека многу ќе смени тоа. Нема да има ефект. Мислам дека селектирањето и едукацијата, поставување на правилни контейнери за селекција на ѓубрето ќе донесе поголем ефект отколку таа одлука. Еве, пред неколку дена се вратив од Шведска. Значи, таму се знае, си го знаат редот, се знае сегде има поставено канти. Вие свртате се во градски парк сме на главен град, кажете ми во овој радиус околу мене дали гледате канта, не? Значи, треба малку и властите да се посветат да има поголем број на канти, на контейнери, на места каде што ќе се фрла отпадот, за да и ние можеме да функционираме. Овој народ е научен само со казни. Никако поинаку. Обичајно кој време фрлате отпад? Јас да ви кажам отпадот, пошто кај нас редовно не доаѓа да го земаат отпадот, во кола го пакувам и го фрлам во центар и некаде околу 9 навечер. Така да пред времето да не ги кркаме казните. А селектирате отпад? Да, селектирам и компостирам отпад, домашниот отпад што е за компостирање, правам компост и така. Ова временско ограничување е пробно и истото може да биде променето во иднина, вели новиот директор на комуналното предпријатие. Тој вели одлуката е со цел да се воведе ред, фирмите и угостителите да не ги полнат контейнерите наменети за домакинствата. На овој начин смета дека поефикасно ќе се собира отпадот. Овој да речеме инертен и друга категорија на отпад кој ни прави големи проблеми и у суштина од тој начин и од тој вид на отпад се формираат тие мини депонии покрај микролокациите. Пред се е тоа ради тој вид на отпад, а верувате тој вид на отпад управо се одлага во тој период, нели кога во касни сати ноќе немаме доволна контрола. Пробна варијанта е, нели ќе го следиме ние се ова, ќе видиме како што ќе даде резултат, не значи дека нема да биде и менливо во зависност на ситуацијата. Предпријатието е во очајна состојба. Ако се земе предвид дека на располагање имаа 40 на возила стари 13 години. Митковски вели комунална има оперативен план кој е одлично осмислен, но предпријатието било доведено до колапс. Се случуваат тие дефекти, па едно возило ако испадне мора друго да го замени. Правиме огромни напори да оспособиме минимум уште 10-20 возила да дојдеме до некоја бројка од 50-60, кај што би го задоволило она што е предвидено со оперативниот план и би функционирало така како што треба. Значи редовно излагање на терен и редовно празнење и сервисирање. Има проблем со возачи, затоа што нели аналогно како што се намалувале возниот парк, така се намалувала и таа категорија на луѓе кои ја работат таа работа. На вчерашната седница на Совет беше потенцирано дека комуналните редари и инспектори со оваа одлука добиваат правен основ да постапат доколку некој фрла отпад по 22 часот. Под будно око ќе бидат токму фирмите и угостителите кои претежно го користеле овој период од денот за да ги наполнат контейнерите, а со тоа се создавале депонии околу микролокациите. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Политичките партии продолжуваат со процесот на промени по локалните избори. Власта очекува поделеноста во албанскиот опозицијски блок да го зголеми бројот на пратеници во владеачкото мнозинство. Од ДУИ пак демантираат дека има криза во нивната коалиција. Владачките ВМРО ДПМН и Вреди прогнозираат распад на коалицијата предводена од ДУИ. Вчерашната оставка на Кренар Лога од сите партиски функции во Алијансата за албанците на Таравари. Двете партии сметаат дека е прв чекор кон ситнење на поддршката за коалицијата на Ахмети. И ВМРО ДПМН и Вреди не кријат дека течат преговори со опозицијски пратеници за зголемување на мнозинството во собранието. Оставката на поранишниот министер господинот Кренар Лога му посакуваме се најдобро и во животот и во кариерата, меѓутоа со оваа оставка, ова е еден чекор на кон тоа
партиите кои што се во коалиција со ДУИ во така наречената Национална алијанса за интеграција, дека полека но сигурно се делат и се распаѓаат. А во однос на зголемување на мнозинството во парламентот, не исклучуваме зголемување на бројот на пратеници. Со повлекувањето на Кренар Лога по заменувањето на Мендух Тач, по паниката во ДУИ и троглавото молчење на Ахмети Таравари села веќе 8 дена, станува сосема јасно. Националната алијанса за интеграција повеќе не постои, велат и од Вреди. Падот на НАИ е најголемиот доказ дека 20-годишната кула на измама се урива камен по камен. Албанскиот народ повеќе не прифаќа игри. Тие повеќе не прифаќаат етикети, навреди и закани. Албанците на нивниот референдум го запечатија конечното ослободување. Влен повторува: ние сме тука, силни, обединети и со целосен легитимитет. Тие ја напуштаат сцената, ние влегуваме во ерата на одговорност, стои во соопштението на Вреди. Од ДУИ пак негираат криза во нивната коалиција, без да ја коментираат оставката на Лога. Од партијата тврдат дека не очекуваат да им се намали бројот на пратеници. Колку и да се потрудат, нема да можат да имат Бадентерово мнозинство, имајќи предвид дека тие се вештачки во таа коалиција, едва ја обстојуваат. А секако дека уште од првиот ден и пред да се формира оваа влада без етнички легитимитет, тие секојдневно изјавија дека ете 1, 2, 3, 4 пратеници ќе преминуваат од опозицијата и ќе бидат дел од мнозинството, но ние сме сведоци дека се случи обратното. По изборните резултати, ДУИ во следниот месец се подготвува и за партискиот конгрес, на кој не исклучуваат можност за промени во партиските структури. Реформирање најавува и опозицијската СДСМ, каде промените на највисоките партиски функции веќе стартува. Со оставката на Ана Чупевски и поставувањето на Александар Трајановски за нов потпредседател. Во следниот период партијата ќе го одржи конгресот, на кој ќе се анализираат изборните резултати. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Централниот комитет на ВМРО ДПМН синоќ е донел одлука за разрешување на Илија Стоилев од местото председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Свети Николе по случајот на злоупотреба на средства во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Бил разрешен и Гоце Стоиловски од местото председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Македонска Каменица. Стоиловски беше кандидат за градоначалник на локалните избори во оваа општина, но не успеа да ја добие довербата од сограѓаните. Во продолжение вестите од светот. Тројца загинати и